Четврти степен е со средна школа. Универзитетскиот професор Владимир Пивоваров вели дека смените во МВР беа очекувани по доаѓањето на Оливер Спасовски на министерската позиција. Според него тоа е резултат на она што го слушавме во изминатите година дена од така наречените бомби на опозицијата, каде МВР беше окарактеризирано како штаб на ВМРО ДПМН. И доколку не направите смена на лицата кои еклатантно учествувале во криминалите во изборните процеси, а во суштина на тој принцип функционирало МВР во раководните структури до моментот на доаѓање на министерот Спасовски, значи немаше никаква сврха да се влезе во таа техничка влада да бидете нем посматрач. Според Пивоваров, во изминатите години во МВР, како што рече, келнери, готвачи, секретарки биле унапредувани во инспектори и високи функционери, злоупотребувајќи ги измените во законот за така наречено движење во кариера. Воедно го прозва независниот полициски синдикат дека не реагирал на злоупотребата на законите. Таа гарнитура која сега ја води Министерството за внатрешни работи 10 години не дозволуваше да независниот синдикат профункционира во рамките на Министерството за внатрешни работи онака како што е Законот за работни односи. Универзитетскиот професор Стојан Славевски вели дека пишувањето и носењето на законите како што им одговара на поединци и не грижата за последиците во иднина довело до вакви поделби во МВР. Како што вели тој, системот на назначување министер и негов дополнителен заменик министер од друга партија во реалноста не профункционира. Ја не верувам дека некое слично вакво решение ќе функционира во иднина. Нам ни е потребен човек министер кој што ќе дојде нели онака како што е предвидено во Пржинскиот договор, меѓутоа кој што ќе ги има целосно овластувањата, кој што ќе може и да поставува, и да командува, и да разрешува, и со сите овластувања што треба да ги има еден министер. Учесниците во синоќешното издание на Клик Плюс беа согласни дека во МВР не смее да има политика, туку само професионалност. Баш така.